Добро дојдовте назад на Истанбул парк патеката. Трибините зад мене се празни, но 550 милиони потрошувачи од Европа очекуваат да дознаат кој е best buy car во Европа за 2020 година. Па затоа денеска до крајни граници ќе ги донесеме Opel Corsa, Škoda Kamiq и Peugeot 208. Она што не е тајна е дека 208 и Opel Corsa се први братучеди, ја делат истата основа, истата технологија, но погледнете колку се различни во изгледот. Škoda Kamiq е мало спортско корисно возило кое треба да задоволи многу потреби на урбаното живење. Па да видиме како се однесуваат во услови на тестирање овие три возила. Како што налага традицијата, веднаш по пристигнувањето на членовите на жирито започнаа тестирањата на финалистите во нормален сообраќај. Поради одличната инфраструктура околу патеката Интерсити Истанбул парк, тие се одвиваа на нејзините сервисни патишта, кои се извонредни по конструкција и ги содржат сите елементи на градско возење, од крстосници и кружни текови па се до симулација на тесни улички и булевари. Таквиот амбиент и предвидените 3 часа за тестирање беа повеќе од доволни за да се оценат финалистите, но и да се подготвиме за утрешното тестирање на патеката. Вечерта беше резервирана за презентациите на финалистите, но пред да се посветиме на работата, бевме почестени да се запознаеме со личната колекција на автомобили на собственикот на патеката, господинот Гурал Ак. Прва ни беше презентирана гаражата во која се наоѓаа ретки екземплари на 4 тркала, а повеќето од нив ултраспортски. Веднаш потоа ги посетивме двата музеи, едниот на олтајмери и вториот на трактори. Според правилата, секој од финалистите имаше по 10 минути за презентација и 20 минути за одговорење на прашањата не само од членовите на Ауто без жирито, туку и од представниците на производителите. Таквиот однос ја става во прв план стручноста и колегијалноста. Пред да ги подлегнеме на тест на патеката, финалистите ги ставивме под лупа на оделот за спретно управување и тестирање на влажна подлога, составен од 3 дела. Првиот беше забрзување во долг свиок, потоа следеше сопирање на лизгава подлога и најинтересниот вештачко дестабилизирање на автомобилот и негово управување до смирување на истиот. Покрај забавноста јасно се почувствуваа високиот квалитет на безбедносните асистенти и нивното подесување на специфичностите на секој автомобил посебно. И прва на тест ни доаѓа Opel Corsa, затоа што е прва по азбучен ред од финалистите. Овој автомобил најмногу го познавам од финалистите, бидејќи го имам возено повеќе пати. Сега го возам во изведбата со 1,2 литрен турбобензински мотор со 100 конски сили, кој можеби не е доволен за возење на патека, но ќе покаже што знае и умее Корсата да направи со своето подбирање, удобност и ергономија. Седењето во Корса е за 3 сантиметри пониско отколку кај Peugeot 208. Па затоа може возачот многу добро да си ја постави својата позиција на седење, што е многу битен фактор при динамично возење. На Истанбул парк должината на патеката е 5,5 километри и е една од најсофистицираните патеки во светот за тркање. Но да се испровоцира Корса тука може многу лесно, бидејќи подпирањето е сега многу омекнато. Не е она цврсто германско, но сепак нуди одлична интеракција со возачот.
Во долги свиоци таа малку повеќе се навалува отколку што треба, но сепак покажува одлична стабилност и прилепување за подлогата. Истанбул парк е познат по својата најбрза кривина од 180 степени. Тука Формула 1 возачите ја совладуваат, верували или не, со брзини поголеми од 300 км на час. За нас тоа е забрането затоа што сме ограничени со пилони. Секако дека 300 км на час дури и да ме фрлат од авион со Корса не можам да постигнам. Но идеме понатаму. Како што видовте, и при поголеми брзини Корса одлично се снаоѓа со префрлувањето на тежината од една на друга страна, односно оптоварувањата, и тоа е постигнато со добро балансираната тежина на целата каросерија, односно на целиот автомобил. Ергономијата е многу поинаква отколку кај донаторот Peugeot, но технички Opel имаше слобода да направи автомобил каков што замислува дека треба да направи. Втор на тест ни доаѓа Peugeot 208. Повторно со 1,2 литрен бензински мотор, но овој пат со 130 коњски сили и мануелен, а не 8-степен автоматски менувач. Излегувам на патеката и веќе ја чувствувам динамиката, но и бучавоста на моторот. Оваа комбинација е добра, бидејќи се чувствува дека мекото подпирање е направено за да се голдаат километрите. Но сепак Peugeot има што да каже и кога се вози на патека. Впрочем, дел од генетскиот код на францускиот лав се трките, па не е чудо зашто Peugeot 208 многу добро се однесува на тркачка патека. Динамиката е задоволителна, но сепак од Peugeot потенцираат дека оваа кола е направена за економично и еколошко возење. Но сепак, доколку сакате, можете да ја вадите маста, што би рекол народот. Peugeot не ги крие своите планови за 208. Дури 70% од произведените 208-ки ќе бидат со бензински мотор. Помеѓу 10 и 11% тоа ќе отпадне на електричната верзија која треба да доживее своја промоција, односно комерцијализација некаде кон првиот квартал на 2020 година. А другите 20% ќе бидат резервирани за производство на дизелот, кого Peugeot планира да го тргне од својот репертоар до 2025 година. И на слаломот на поголема брзина, повторно 208-ката делува суверено. Незиниот скулптурален дизајн во внатрешноста како да ве гушка и ве прави да се чувствувате како едно со автомобилот. Но тука доаѓаме до една замерка која ја имам за сите Peugeot автомобили, а тоа е типот на седење. Кога сум на најниската позиција со моето седиште и со воланот го поставувам во највисоката позиција, тогаш повторно чувствувам дека воланот ми е премногу ниско поставен и тоа малку ми пречи за маневрирање. Но далеку од тоа дека овој автомобил го прави инфериорен. Напротив, целото обкружување, тридимензионалната iCockpit табла го прават да биде нешто посебно. И трет по азбучен ред е Шкода Камик. Овој
Овој автомобил што ни доаѓа од млада Болеслав има многу младешки дух во него. Тој не може да се нарече спортско корисно возило, но градско корисно возило во секој случај. Издигнате и седењето е повисоко. Доаѓа во опрема со 3 цилиндерски мотори од 1 литар, исто така има и бензински турбомотор од 1,5 литри кој е 4 цилиндричен, како и дизел од 1,6 литри. Иако е издигнат, Камик доста зрело се однесува на патека. Добро е управлив, додека ергономијата и седењето во внатрешноста се за секоја пофалба. Го возам со автоматски менувач кога го ставив во мод на возење спорт, што значи дека мануелно ги менувам брзините. Забрзувањето на 1,5 литрениот мотор со 150 конски сили се покажува како одлично. Во корелација со DSG менувачот, тој дава не само комфорт, толку и доста убедливо делува при агресивно и динамично возење. Камик пред се покажува како модерно конципирано возило, бидејќи е опремен со интелигентна технологија на конективност, која патем речено ќе видиме дали ќе функционира во Македонија, кога ќе го имаме на подолг тест. И сега доаѓаме до слаломот, кога сосема добро Камикот го надминува, многу зрело. Па можам да кажам дека овој најмал кросовер од млада Болеслав е добар и за машката популација. Бидејќи на презентацијата речено е дека Камик е повеќе замислен како женско возило. Јас не би се сложил со тоа, бидејќи има сосема добри перформанси на возење, но и сосема добро изгледа и делува од надвор и од внатре како автомобил кој е многу добар и за мажите. Со ова ги завршуваме тестовите на Истанбул Парк Интерсити патеката. Ние направивме многу километри, многу кругови со овие возила, а впечатоците ќе ги пренесеме според оние 13 критериуми за оценување на возилата на AutoBest. Почитувани гледачи, веќе видовте како ги тестираме автомобилите и кои се импресиите на новинарите од овие 3 финалисти. Ние ги зимаме во предвид сите критериуми, од цената на автомобилот, дизајнот, внатрешниот простор, па се до мрежата на покривање на импортерите во локалните држави од кај што доаѓаме. 31 држава се членки на AutoBest, а јас сум представник од Македонија. Најголемото независно автомобилско жири во Европа ја изгласа Opel Corsa за Best Buy Car of Europe, односно автомобил кој нуди најмногу за својата цена. Титулата AutoBest за 2020 година новата Corsa ја освои со вкупно 17.617 поени, за само 157 повеќе од втората генерација на Peugeot 208. Колку финалето беше избалансирано, кажува фактот дека од вкупниот број распределени поени, оваа разлика представува само 0,2%. На трето место се најде Шкода Камик, а следеа Рено Клио и Нисан Жук. We are AutoBest!